Почитувани колеги пратеници, министр за финанси, колега Велковски. Прво од вкуснотата ќе почнем. Знаете ли зошто Македонија и во фудбал, и во ракомет оди на европски првенства, светски првенства и други надпреварувања? Затоа што претходната влада на ВМРО ДПМН од 2006 година почна да прави спортски сали во еден куп населени места, FIFA терени, поддршка на клубови, за целата таа работа да се развие. Ние направивме некаде околу 100 спортски сали низ цела Македонија. Ниедна влада на СДСМ, ниедна, 27 години, нема направено некоја спортска сала или игралиште. Нула. И допрва тоа ќе ги дава резултатите. Значи, допрва македонските младинци кидат и на светски првенства, и на европски првенства, и ќе нижеме на успеси, затоа што сега имаме и спортска академија, која допред некој ден ја водеше Дејан Јовановски, го знаете, поранешен кошаркар на работнички на македонска репрезентација, а сега го сменивте со некој кадар, не знам од кој профил беше, ама нешто вака максимум што може би видел спорт на телевизија кога менувал канали. Значи, тоа е вака однос спрема спортот, но ќе дискутираме за тоа. Има тука цела низа на кратења кои што ќе се случуваат на Република Македонија и не може човека да не се зачуди од сето ова. Например, еве за рурален развој 100 милиони денари помалку. Значи тоа значи за сите села во Македонија помалце пари за патишта, за водоводи, за канализации. Понатаму 12 милиони денари помалку за објекти за детска заштита. 13 милиони денари помалку за социјални дејности. Понатаму, дури, внимавајте, 28 милиони денари помалку за објекти за стари лица. Значи, 28 милиони денари помалку за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови на стари лица. Помалце пари за сите универзитети во Македонија, помалце за основно, за средно образование, помалце за имунизација на населението и така натаму и така натаму. Нема ставка што не е скратена. А каде ќе се дава? Ќе се дава во оваа стратегија за мигранти на 50 страни. Значи, Влада на Република Македонија, Министерство за труд и социјала, министер Мила Царовска, стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија 2017-2027 година. Значи, во моментов пуштен циркулар по општините каде што се бараат локации за сместување. А вашиот премиер, вашата министерка со денови и денови не доаѓа на јавната расправа каде што го дискутираме ова. А таму и тоа како ќе се даваат работи за стратешки документ за наредниве 10 години. Значи, за жал, само да завршам со реченицата, се извинувам, за жал во овој ребаланс и за оваа влада граѓаните на Република Македонија не се приоритет. Благодарам.